Добро вечер, гледате Отворено студио. Јас сум Боријан Јовановски, заедно со колегата Ацо Каврамов-Вечерова разговараме за можноста на ослободување на просторот окупиран од проектот Скопје 2014. Зашто и како ќе слушнете од нашите гости Марија Мано-Велевска и Слободан Велевски, куратори на изложбата која беше вчера презентирана и во Музеот на современа уметност, а инаку проект кој беше презентиран во Венецијанското во Венеција. Прво, за да расчистиме со ослободувањето и окупацијата, што е окупирано, што треба да се ослободи? Директно. Да, тоа е добро прашање. Практично, ние живееме веќе 30 години во еден транзиционен контекст, каде што подразбравме дека секое растење и именување на градот треба да биде директно врзано со завземање на просторот. Така да ние веќе 30 години интензивно завземаме простор со многу, како да кажам, на многу дискутабилен начин. Така да, ако ме прашувате конкретно за Скопје 2014 и за рецентните овие градежни активности што ги имавме, пред се, онака како што ние го поставивме проектот, представување во Венеција, беше ослободување на јавниот простор. Ние пред се треба да го ослободиме јавниот простор, бидејќи јавниот простор е основа на основен просторен елемент на градот во кој што преку кој што се препознава јавното добро. Марија, на какви реакции најде во таа меѓународна архитектонска една ситуација, презентацијата и во смисла на тоа какви беа коментарите за окупацијата на просторот? Прво, мислите... начинот на кој е окупиран во времето во кое е окупиран. Мислите да генерално во времето кога се окупираше или сега во покажувањето на изложбата? Вашите колеги кои таму имале можност да видат и зашто станува збор. Многумина имале можност да видат, директно или индиректно, преку различни медиуми, и многу брзо се прошири и веста, првен во форма на слика, потоа ние слики во реално време кои што одеа во различни медиуми. Фрапантност и неверување не само кај нас и поширока јавност. Ние имаме живи контакти со колеги и во странство, а некои нам воспоставуваат целно контакти за да видат што навистина се случува, навистина голем интерес, но за жал не е тоа нешто што треба да се гордееме. За да добијат и гледачите идеја околу тоа за што зборуваме, предлагам да го видиме прилогот на колегата Владко Чаловски кој вчера беше на презентацијата на овој проект кој се одржа во Музеот на современа уметност. Музеот на современа уметност е просторот каде што вчера вечер беше отворена изложбата Ослободување на просторот. Проектот со кој Македонија настапи на 16-тото Венециско биенале за архитектура. Поставката која третира 4 различни проекти изработени од 4 тимови архитекти во соработка со кураторите Слободан Велевски и Марија Мано-Велевска беше проследена во преполна сала. Проектот Непријатна блискост го реконципира објектот на владата. Проектот Повторно поврзување го обликува просторот помеѓу комплексот Пошта телекомуникацијски центар. Проектот Ослободување поврзување, прочистување, репрограмирање го третира платото пред Македонската опера и балет, додека проектот Дестратификација Скопје ја преформулира фасадата и содржината на зградата НАМА. Според комесарот за биеналето Зоран Петровски, проектот е важен за севкупната општествена, политичка и културна состојба. Овој проект се однесува на делумно и на она што му се случуваше на Скопје и на нашава држава. Со проектот Скопје 2014, кој беше символ на едно владење, на една заробена држава и на еден заробен и магиосен град. Петровски вели ослободување на просторот е прва јавна тема која зборува за агресивната архитектура која го погоди Скопје. Сепак напоменува дека очекувал многу посериозни реакции. Филип Јовановски, еден од авторите во проектот, зборувајќи за важноста на проектот, вели целиот тој се занимава со проектот Скопје 2014, кој што нуди конкретни решенија. Тој дополнува дека ваквите решенија се изводливи и во реалност. Конкретно нашиот проект мислам дека е доста изводлив. Го правевме да е изводлив. Значи ако се реши владата да интервенира реално и да се го реши проблемот со Скопје 2014, може да се потпре на овој целосен проект
за Венеција кој што беше. Значи изводливо може да се направи. Кога кажам изводливо, кажам во рамки на и градежно, но и мислам да ги финансиски. Бидејќи ние на некој начин со самата постапка на ослободување на просторот нудиме повторно враќање на јавниот простор на граѓаните, што ни е многу битно, и од друга страна прочистување од целата таа непотребна декорација, кој што е така наречена барот попознато. И на некој начин преку нашата постапка идејата е да се добие сосема нов изглед на одреден дел од проектите од објектите на Скопје 2014. Архитектите се конкретни дека она што се создава како архитектура остава социолошки траг врз културата на едно општество. Архитектките Ана Радонјич и Марта Илиевска велат Скопје 2014 концептуално не се вклопува во урбанизмот на главниот град. Во контекст, например, на проектот Скопје 2014, ако конкретно навлеземе, кој го третирам како еден проект кој не можете да го ставите во ниеден контекст на развој на градот Скопје од давнините па се до, да речеме, оној период кој ние го третираме као земјотресно Скопје, тоа е обнова на Скопје после катастрофалниот земјотрес. Бидејќи ниту со духот на времето, ниту со трендовите кои следствено и логично се развиваат, нема никаков континуитет, туку представува еден тотален дисконтинуитет кој не, по мене барем, не представува ништо што може да внесе квалитет во животот на граѓаните и просторот во кој тие живеат и чии корисници директни се. Естетиката е последната работа која што треба да ја дискутираме во контекст на проектот Скопје 2014. Околу тоа како треба да се разгледува она што треба да се прави со Скопје 2014, можеби треба да се вратиме понапред малце и да ги испитуваме процесите кои што придонеле до тоа, бидејќи тоа е веќе тука, постои. Не можеме ние да решиме дека нема да постои наеднаш да го струшиме инвестиции се во прашање. Тоа се граѓански пари кои што се потрошени. Тоа не е само естетика во прашање. Тоа се процеси на узурпирање на јавни простори, начин на кој што се донесени тие урбанистички планови, начин на кој што се донесени тие дозволи за градење за сите тие објекти кои што се уште дискутабилни и голем дел од нив се во градби. Така да можеби треба да се вратиме еден чекор назад и да сватиме што можеме навистина да извлечеме како поука за да во иднина не ни се случи ова. Проектот и изложбата Ослободување на просторот ги отвора прашањата што во последниве години ги наметна на силната преобразба на идентитетот на Скопје. Предлогот на кураторите и 4 тимови поаѓа од враќањето и новото осмислување на вредностите на слободниот јавен простор во архитектонска и во општествена смисла. Прилогот на колегата Владко Чаловски, а сега да одиме со едно по едно, кои се предлозите, како да се ослободи просторот, да им се врати на граѓаните, а при тоа да не се руши, што е многу важно. Да не може да не се руши. Поставката ослободување на просторот, фактички вие од 4 проекти, нели? Едниот е зградата на владата, другиот е просторот околу поштата сега што е, третиот е Нама, стоковната куќа Нама, и четвртиот е платото пред Македонската. Видете, изборот што го направивме со Марија на локациите не е случај. Од прво сите тие објекти, сите тие групации на објекти, тој асемблаж просторен е многу релевантен за градот, за Скопје. Релевантен е затоа што носи одреден меморијски седимент во себе, затоа што сите се тие клучни објекти во периодот кога се направени многу години после тоа. И сите тие се јавни објекти. Значи се во директна релација со јавниот простор. И сите тие претрпеа драматични промени со 2014 на различен начин. Објектот на владата затворен. Тој проект сте окрстиле непријатна блискост. Зошто? Тоа се непријатна блискост е повеќе се однесува на проектот за промена. Затоа што не е пристапот, него колегите автори што директно работеа на тоа, се разбира во соработка взаемна, едноставно затоа што предпоставуваат паралелно живење на објектот на владата, негова реконструкција, делумно во
делумно во оригиналната, да се врати во оригиналната оригиналната состојба, меѓутоа делумно да претрпи делумно да остане да има паралелен живот со ова што е сега. Зошто? Да. Што е на што се должи? Да, па затоа што ништо не се прави преку ноќ. Да остане и на дел од коцките претпоставам да остане оваа фасада, а на другите да се извади оваа фасада, барокната. Не, работата е што ништо не треба да се прави преку ноќ. Затоа што она што го имавме како искуство со 2014 всушност се направи енормно брзо. Квалитативно многу, мислам, како квалитет е многу лош и проектански и практично немаше идеја за архитектура таму. За архитектура идеја немаше. Таму имаше политичка идеја таму. Добро, да, секако може апсолутно, имаше и други идеи, се разбира. Меѓутоа таму имавме едно видео и потоа после тоа видео за многу кратко време ние имавме како да кажам техничка документација која што тоа мораше да го реализира. Тоа не е архитектура. И затоа ние во самата поставка цело време велиме 2014 не е архитектонски проект. Он може да добие друга конотација како проект, меѓутоа не е архитектонски не е. И битна работа, што треба ни биде јасно на сите. Единствената негова вредност, пошто нема архитектонска вредност, е тоа што тој постои. Материјален. Постои, материјално. И сега што понатаму? И сега кај нас прекрасни работи се напиша по однос на критика, согледување за 2014. Апсолутно, нашата јавност треба да биде горда со тоа. Зборувам рецензирано е на начин кој е релевантен од архитектите реагираат. Апсолутно, меѓутоа со говори, со протести, со пишани текстови. Архитектите треба да дадат идеја. Но дел од вашите колеги па и учествуваа во тие проекти. Па добро, знаете како секој за идејата. Што за идејата? Как еве, додиме едно по едно. Владата, на пример. Да. Владата, ајде да се вратиме еден чекор назад. Како ќе ослободиме? Што е кога ќе го погледнеме оригиналниот проект на архитект Миличковски, или направен крајот на 60-тите години. Што беше награден тоа. Апсолутно. Станува збор за условно кажано централен комитет на Сојуз на комунисти. Меѓутоа објект кој што лебди, кој што има апсолутно слободно приземје. И сега кога ќе се вратите малку да го анализирате проектот. Не окупира, да. Не, ама знаете кај он поставен? Он е поставен на влез на парк. Он е поставен позади него е кеот на реката Вардар. Не случајно е кренат. Кренат е за да биде флуиден просторот под него. И што направивме ние сега 40 години подоцна? Го затворивме, па после ни фалеше и ограда да ставиме дозгоре. Да. Ме разбирате кој е проблемот сега? Не е проблемот во фасадата. Тие архитектонското наследство од модерната кај нас, за жал, не се перцепира како наследство, културно наследство. За жал, дури архитектурата не се перцепира како културно, како дел од културната продукција на општеството. А тоа е така. И сега наеднаш имаме ние проблем двоен. Прво, што ќе правиме со тие објекти после 40 години, кога се амортизирани, добар дел од нив, а втора, имаме една ваква условно кажано градежна активност од 2014 што тотално ги ништи сите квалитети што ги имаме. Токму проектите, за да речеме проектот на за објектот на владата. Он прво што прави ги чисти во приземје сите неконструктивни елементи за да се ослободи приземјето. И тој процес кој што трае. Се поставуваат нови, конкретно проектот нуди идеја, пак ќе кажам идејата нуди нови влезови, ние бевме ги согледувавме, го согледавме апсолутно состојбата. Нови влезови за да условно кажам од мезанинот нагоре владата функционира. Меѓутоа приземјето мора да биде блиско до јавноста. Да мора да биде јавноста, граѓаните да се движат. Па плюс како што беше. Како што беше, меѓутоа таму има и сали, за новинарски сали и други сали. Тие сали треба да бидат во контакт и да се користат паралелно за потребите на владата, меѓутоа зошто да не и за јавноста. И за јавноста, да. Знаете како, кога ќе ги поставите концептуално јасно работите, после лесно се прават идеи. Ова се, како што и вчера кажавме, ова се како да кажем една итерација на идеја. Може да има милион различни варијации. Да. Значи што е сега следниот чекор? Следниот чекор, не зборам за овој, за било кој проект. Направете архитектонски конкурс. Да. Значи наеднаш ние покажавме што е битност. Врз база на овој концепт да ослободување на просторот. Апсолутно. Кој би нека има и други идеи. Марија, нама како се решава? Во оваа смисла на ослободување на просторот. Објектот на нама на вистина е еден би рекле ремек дело, архитектонско стоковна куќа,
едно нејзината надворешност, таа репрезентативност на објектот, кој што кога е изграден го дефинира урбаниот блок, поставен на деликатна позиција, да ориентиран на два плоштади. Меѓутоа, начинот на кој што е надоврзан и на објектот на Злоковиќ, Стопанска комора, нели објектот на комората. Да. Од другата страна, кон таа помалиот плоштад или пијацитата, кон оние градски куќи, кои што имаат една специфична пластика, навистина, која ќе го согледате, тоа е безпрекорно надоврзано и на тој начин е вградено во постоечкото ткиво. А од друга страна, носи една апсолутна модерност. Значи, неговата намена, како трговски објект, ако одиме сега како програма. Правен тогаш. Тогаш е фактички пионер во она што се сметало за современа начин на трговија. Прв ескалатор во Скопје, каде што доаѓале луѓето да го доживеат тоа модерно Скопје, да е модерен град. Да ги видите какви се архивските фотографии. Што е многу интересно за овој проект? Што уствари колегите што работат? Ние поканивме наши млади архитекти што имаат околу 30 години, наши бивши студенти, добар дел од нив. Меѓутоа, добар дел од нив свативме дека освен еден тим, сите други тимови се во странство. Значи, едни се во Јапонија, едни во Италија, едни во Германија. Значи, едно време кога комунициравме за сите овие, соработувавме на проектите, правевме скајп. Нема луѓето. Не, скајп сесии правевме, можевме со 3 тима во еден ден, бидејќи часовните зони го дозволуваат тоа. Просто неверојатно. И сега италијански тим, ние го викаме италијански тим, наш колега. Да, меѓутоа сите они си повикаа пријатели со кои што соработуваат, тamo бе италијани. Имаат специфичен однос кон градот. И они сега наеднаш викаат, пијацета не е само главниот плоштад, него и малиот, кај што е куќата на мајка Тереза или ова кај што било. И сега наеднаш они велат, не, ние сега приземјето ќе го ослободиме, меѓутоа ќе го потонеме на котата на подрумот. Ќе добиеме двојна висина внатре. И ќе го поврземе со внатрешниот двор што е зад. За нама зборува. За нама зборува. Тоа е едното ниво на ослободување на просторот. Второ ниво на ослободување. Наеднаш дава друг предлог за функционирањето на тој објект. Шопинг моловите денеска се по периметарот на градовите, по заобиколници, не се во центар град. Затоа што прво се мали објектите во градот за да бидат шопинг молови. Ме разбирате? Нама е објектот пред 50 години. И всушност они викаат, не, сега треба да вратиме културата и тој треба да биде културен центар. Нама треба да биде културен центар. Да не биде шопинг мол. Локацијата на два плоштада. И третата работа, третата линија на ослободување, фасадата. Знаете што е интересно со Нама? Тоа што Марија го спомна. Перфектно надоврзување на контекст. Се се менувало во Нама, само фасадата останала. Мермер била фасадата, од мермер. И сега ние ставивме стиропор врз тој мермер. Нешто го ставивме стиропор, го ставивме погрешно, бидејќи кога ќе видите таа трипартитна фасада, тоа е школски пример на архитектура, на класична архитектура во модерна интерпретација. Значи, она што архитект Брезовски го направил пред 50 години, тоа е школски пример на една класична архитектура. Зборувам класична, она што 2014 сакаше да го постигне, меѓутоа во неверојатно модерен израз. Трипартитната фасада, значи приземја, испакнатиот дел, конзолата стаклена што беше и мермерот горе. И сега тоа се затвори. Имаме една чудна аркада со оние подкусени кариатиди што беа, знаете, тривијално изгледа се тоа. И сега колеги велат, па не, ние ќе одсечеме до оригиналните пропорции на зградата. И кога ги одсековме до оригиналните пропорции, свативме дека треба да одсечеме пола прозори, пошто лажни се. И плюс да ја одвоиме лепенката од оригиналното ткиво. И всушност кога се шетате по тоа сега што е трем тамо, нели, таа аркада, всушност ќе го гледате небото одзгора, бидејќи има метар и половина, пошто ние прецизно ги гледавме проектите, затоа и велам, има многу реалност во овие проекти, ако се они концепти. И најнаш сваќаат дека тоа е нешто што е залепено. И гледате сега како паралелно живеат и она оригиналната, да се врати мермерот на дел, а еден дел од скринот кој што ќе биде одлепен ќе остане во стиропор. И што е лушпа, значи се враќа фасадата во крај. Таа смисла го фарбаме црн. И затоа е црн. Зошто е црн? Па затоа што барокот мора бел да биде. Ова не е барок.
Треба да биде црн. И тоа е став. Ме разбирате колку е концептуално уствари, а колку е моќен. Став е, да. А колку затоа што нема пластиката, барок без пластика не е барок. А ова не е онака. И ова подразбира вадење на дел од фасада. Па апсолутно, тамам работа секако. Третиот видете, простор. Не може 2014 да не се изреагира на него. Да. Знаете зошто не може? Многу е јасна работата. Затоа што ние ако денеска зборуваме за не знам генерација потребна една дистанца од тоа што Не знам, знаете што нулта толеранција на како се вели на корупција. Кога зборуваме за град, зборуваме за урбана мафија, така. Па како можете вие 2014 го ставите да остане таков, а да зборувате за нулта толеранција на корупција, кога тоа е условно кажано по многу линии нешто што е корупција. Илустрација на да. А третиот простор е пошта. Да. Да, добро, тоа е исто вака едното ни ремек дела на градот. Поштата, телекомуникацијскиот систем, центар со главната сала, значи тие се ориентирани така да воспоставуваат и меѓусебни релации, а особено имат и тие простори помеѓу. Нема интервенција од Скопје 2014. Нема, како нема. Не зборуваме во околина, да, добро. Не само да речеме објектот на МЕПСО, кој што е дел од тој центар, нели, или комплекс, кој што е осмислен како таков, уште во првите конкурсни трудови на Јанко Константинов, архитектот значи ја формира и мали и не толку мали отворени простори. И сега отворени простори кои што се од една страна ориентирани кон нови јавни објекти, а од друга страна кон реката, па историското јадро на градот од другата страна на реката. И одеднаш на таква една безценета локација се поставува катна гараж. Значи еден толку банална, тривијална програма како катна гаража на таква ексклузивна локација. И сега се вратиме на прашањето што ослободуваме. Ме разбирате, имаме пјацета која што е во сенка 6 месеци во летниот период и го гледа историското јадро на градот. Реката, калето и чаршијата. И најднаш таму имаме катна гаража. Го затвара погледот, да. Не, катата го затвара просторот. И сега, гледате колку не се едноставни проектите. Да, рушењето не може без рушење. Па, апсолутно, па не може. Па, тамам работа. Значи имаме, тамо беше фина една интервенција. Прво, идејата што е? Во меѓувреме, 2013 година, не забораваме, се запали поштата. Шалтер салата. Шалтер салата од поштата, нели? Да, се само запали. Се само запали, како и да е. Она што го имаме како резултат е нефункционален објект. Прво тоа и пошта како пошта е веќе шалтер салата од сегментот на поштата веќе е застарен како. Не функционира. Не функционира. Во меѓувреме се девастираше. За среќа тоа е во бруталистичка архитектура, тоа е вака многу моќен објект. Практично нашиот предлог, колешката младата Александра Шулевска практично вели да го соголиме до природниот бетон и она што го изгубивме како плоштад, пошто една половина од прилика од слободниот простор е загубен, тоа што останува ќе го интегрираме и ќе направиме покриен плоштад. Практично ќе биде, ние го велевме цело време како нов плоштад на општина Центар. При тоа станува збор за метаболистичка една архитектура, тоа е јапански, како да кажам, правец во архитектурата во 60-те години кој има после Танге големо влијание и кај нас и на нашите тогаш сега веќе добар дел од нив покојни големи архитекти. И она во тој манир, практично заедно, поставува една платформа која што го поврзува на кота на кров новиот објект, објектот на шалтер салата, новиот објект на катната гаража и потоа скроз према МЕПСО, се разбира чистењето на фасадата на МЕПСО, тоа не е дискусија, тоа се разбира, тоа е дело на архитект Штаклев. Периптерос, класична архитектура е тоа. И се најднаш ви да оставите лажни столбови, тоа е, како да ви кажам. Па не знам дали сте се прошетали околу да видите колку се тие кренати лошо во однос на околните слободни површини. Сам ме разбирате, да. Малку време имаме. И каква е реакцијата од институциите на ова? Оваа влада е ова партија социјалдемократите се на власт делумно и поради реакциите и нивната критика кон Скопје 2014 како таков. Ама вика треба пари многу. Да, како се видите реакции? Дали сте се обиделе да го тестирате, да во овие идеи да ги тестирате со владата? Да. Имаше една реакција дека
не се нафаќаат на отстранување на фасадата од владата, за да ја вратат по првобитна, затоа што тоа ги чини многу пари. Никогаш не е ни така едноставно, нели, дали да се сруши, да се врати, да се остави, да се одржува. И овие сите проекти кои што почнаа да се развиваат, уствари покажуваат колку се тие комплексни. Во времето не ни стигнува ни 2-3 да објасниме. Веројатно ќе има други прилики да се презентираат истите. Но еве нашиот став генерално. Идејата што да натера да се зафатиме и за овој проект, прво за представувањето на нашата земја во Венециското биенале. Меѓутоа многу важно ни беше што од самиот старт враќањето назад. И на изложбата, затоа што знаеме дека имаме еден материјал кој што треба да се покаже, но тој секогаш го гледавме како материјал кој што треба да предизвика реакција дури во нашата јавност. Значи, не само институциите, потребна е вака будност и на јавноста, па така и го сватиме. И благодариме за тоа. Најважна е реакцијата од граѓаните. Да ја видат изложбата, да ја видат поставката и најважно е да побудите реакција и кај нив. Во Венеција коментарите ова европската јавност практично е запознаена со 2014. Ние сме двајца делот академска заедница за делот архитектонски факултет. Дека е тоа кич, дека е Не, ама ние на нашата професионална комуникација цело време каде идеме цело време прашуваат за тоа. Мислам, човек може кариера да направи. Што ви се случи? Што ви се случи? Просто неверојатно. Сега. И во Венеција тоа е јасно. Меѓутоа овие феномени на ваква узурпација на просторот не се феномени исклучиви само за кај нас. Се случува и на друго место. Се случува и во други размери, со друг квалитет, меѓутоа се случува. Само не знам уште колку време имаме, меѓутоа треба да се спомени ова што е проектот за МОП и платото пред МОП и кеот на реката Вардар. Тама работеа колегите Филип Јовановски превеска нешто што каже и колегата Дејан Ивановски. И они наистина вака и во духот и на овие сите претходни што ги кажавме проекти. Прво и основно почна од слободниот простор пред МОП. Има таму слободен, И пред кеот, веројатно, знаете како ние го перцепираме тоа како искршениот партер пред МОП. Всушност тоа што беше девастирано, што Завод на времето си го направил своето, е еден од објектите од целиот просторен асемблаж проектиран на времето од словенечките архитекти. Платото на МНТ беше дел од МНТ. На МОП. Тоа не беше нешто што беше дел од апсолутно. И сега колегите велат најднаш имаме овдека зид од објекти. И најднаш тој зид од објекти треба го затвори ова ремек дело што е позади. И они почнаа да го бушат. Значи, сите тие има, се наоѓаат и кај нас во јавноста и на изложбата се прикажани, сите тие бушења на фасадите се така направени дека одите по кеот на реката Вардар, вие цело време го гледате јавниот простор позади. На фасадите кои се на новите згради. Новите фасади се апсолутно се поставуваат визуелно не само визуелно, значи тука се поставуваат и нови скалишта, ескалатори, всушност се појавнува просторот. Најднаш нешто што е ригидно и скроз затворено, како да кажам, многу се комплексни проектите, не воопшто тоа како запеше владата, може ќе имавте сега анимација кој Скопје 2014, па тоа да го гледаме вака. Не треба да има анимација. Знаете како анимацијата не е за нас ни фали на архитектура и овдека генерално ни фали идеја. Се обидам Каква е поддршката од градот Скопје? До сега не сме идејата, има која е реакција? До сега советници, градоначалник, би требало да ги интересира. Што туку ја отвори општина центар која? Не, знаете како, изложбата е направена Па не видите дека не се запознати со Не, апсолутно. Изложбата е практично проект на Министерство за култура. Значи, што е известна поддршка. Сега, изложувањето во Венеција беше во мај минатата година, почеток на мај. 6 месеци седеше таму, преку 300.000 луѓе имаат видено поставката, не само нашата. Само за публиката да знае за колку голем настан, практично станува збор. И потоа е вратена во кај нас. И сега вчера ја отворивме за нашата јавност. Се планира на крајот на последната недела кога ќе биде изложувањето, негде дека април-мај, крајот на април, почеток на мај, да имаме тркалезна маса на оваа тема.
Каде што ќе бидат поканети и представници на институциите? Па ќе видиме во контакт, ќе видиме како ќе се развиваат тие работи. Ова сакам да кажам. До сега никој не контактирал. Колегата Дејан Ивановски, што е еден од учесниците, автори на проектите, пред некое време за интервју едно баш кажа, вели, цело време се зборува дека нема проекти за што после Скопје 2014. Напротив, има проект, тој веќе година дена како идеја стои на маса. Само што знаете како, треба да седнеме и да разговараме за тоа. Што во некоја друга прилика можеби ќе имаме можност вие заедно со некој од представниците на институциите. Сега за сега толку ви благодарам што и јас ви благодарам. Гледачите може да ги повикаме да ги упатиме да ја видат изложбата која е во музеот на современа уметност и тоа е. Да, ви благодариме. Благодариме вас. Благодариме на вниманието и до гледање.